Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Пробиени сите рокови. Невозможно е за 2 месеци да заврши изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Ревизија на проектот за автопатот Кичево-Охрид најави премиерот. Нов анекс на договорот е недозволив, кажа Ковачевски во Охрид. Пуштен во употреба патниот правец Подмолје Струга Ќафасан. Во тек се интензивни зафати за реконструкција на кардиолошки завод Охрид. Охрид со низа свечености ќе го одбележи 7 ноември, денот на ослободувањето. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме умерено облачно време со слаби врнежи од дожд. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност, а во попладневните часови зголемување на облачноста. Максималната дневна температура се искачи до 18 степени Целзиусови. Утре во најголем дел од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Локално се очекуваат поројни врнежи и услови за појава на невреме и локални поплави. Во централните, западните и крајните источни предели од континентот ќе превладува сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо време. Локално се очекуваат поројни врнежи. Во крајните јужни и источни предели претежно сончево време. Максималните дневни температури од 15 до 23 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во доцните попладневни и во вечерните часови продорна, влажна и нестабилна воздушна маса која што ќе услови нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветар кој што на моменти ќе достигне брзина и до 35 км на час. Врнежите на дожд ќе продолжат и во текот на ноќта петок кон сабота и ќе се интензивираат. Минималните температури од 5 до 13 степени, додека максималната дневна ќе достигне до 15, односно до 24 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ќе дува засилен југозападен ветар. Во доцните попладневни и во вечерните часови нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во сабота облачно со пообилни врнежи од дожд и посвежо со пад на дневната температура на максимални 12 степени. Во недела и понеделник посвежото утро со температура од 6, односно 8 степени, во текот на денот претежно сончево со локална облачност и дневна температура до 16, односно до 18 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Останаа уште 2 месеци од најавениот рок за завршување на градежните работи на автопатот Охрид-Кичево. Од сликата на терен денес се чини дека е невозможно да заврши изградбата за толку краток период. Граѓаните велат, децениската изградба на патниот правец Охрид-Кичево тапка во место. На 2 месеци до крајот на најавениот рок за завршување на изградбата на автопатот Охрид-Кичево се чини дека е невозможно да завршат градежните работи. Согласно последната најава на министерот за транспорт и врски, автопатот треба да биде пуштен во употреба до крајот на 2023 година, но на терен нема забележителна градежна офанзива, нема број на механизација ниту голем број градежни работници, а не се ни гледа при вршување на изградбата. Граѓаните велат, децениската изградба на патниот правец Охрид-Кичево тапка во место. Не веруваат дека наскоро ќе заврши изградбата. Мислам дека е премногу. Јас пред известно време бев во Кина. На местото кај што бев сместен во хотелот, на вечерта негде после 22 часот. Почна да реновираат околу 5 километри. Автопат беше, мислам, од двете страни по 3 ленти одеше. На вечерта го почна са бајлето, ко станавме, све беше направено чисто. Ние зборот толку години да не може 70 на километри колку се да се направат, не знам и која е причината. Многу споро, ама има една проблематика што ако поминувате ни селава наши, треба да му урните нови куќи или да му земете земја. И тука се туже, бараат. Али овој патов Кичево што спомнате, Охрид, баш пред некој ден бев таму.
Ја мислам дека уште 5 години ќе се направи. Вака како што е со ова темпо уште 5 години. И туристичките работници постојано реагираат на бавната изградба. Велат срамно е за туристите кои доаѓаат во Охрид и Струга да патуваат по неуредени патишта од аеродромите до хотелите каде се сместени. Да не го спомнуваме патот кој многу години не кочи. Јас често пати спомнувам дека по изградбата на автопатот и пуштањето на брз пат од Охрид до Скопје би добиле уште 20-30% на гости. Поради градежните работи изминативе десетина години патот е потполно небезбеден, необележан, непрегледен, а случени се и голем број сообраќајни несреќи. Автопатската делница Кичево-Охрид е дел од коридорот 8, по должина од 57 километри и инвестиција од 598 милиони евра, далеку над првично предвидените 374 милиони евра. Неговата изградба започна во февруари 2014 година. Требаше да биде готов во 2018. За една деценија да не се пушти во употреба ниту 1 метар автопат на делницата Кичево-Охрид е скандалозно и неприфатливо. Кажаа денеска во Охрид премиерот Ковачевски и неговиот заменик Груби на првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици, перспективи. Ковачевски најави дека ќе бара ревизија на проектот и смета дека треба да се размислува за раскинување на договорот со кинески Синохидро и барање нов изведувач. Последниот рок, кој беше крајот на оваа година, ќе биде пробиен, па пратениците во собранието ќе треба да гласаат за продолжување. Според премиерот, нов анекс на овој договор не смее да си дозволиме. Недозволиво е автопат од 40 километри да се гради 10 години и се уште да не се пуштени во употреба ниту 1 метар, а при тоа пратениците во собранието да разгледуваат уште едно продолжување на рокот за изградба на патот Кичево-Охрид, кажа премиерот Димитар Ковачевски кој во Охрид присуствува на првата конференција за патна инфраструктура. Од таа причина јас веќе ги информирав дел од колегите во владата дека ќе барам ревизија од страна на државната ревизија на овој проект, врз основа на која што ќе биде носена одлуката и со оглед на тоа дека овој проект 10 години не е завршен од низа на причини кои што се однесуваат од проектирање до изведба на самиот проект, а исто така и на самиот почеток. Знаете дека тој беше предмет на голем број на контроверзии во кои што не би сакал да навлегувам. Сметам дека треба да се размислува и во насока на раскинување на овој договор и барање на изведувач кој што ова ќе го направи на квалитетен начин. Во однос на ветувањето од владата дека автопатската делница ќе биде завршена до крајот на годинава, а очигледно е дека рокот повторно ќе биде пробиен, премиерот кажа дека изведувачите имале задача и рок согласно договор изгласан во собранието, бидејќи уште од претходната влада договорот представува закон и секоја негова промена или анекс се одобрува од пратениците. При тоа потенцира дека после 10 години е недозволиво пратениците повторно да разгледуваат продолжување и дека неопходна е ревизија врз основа на која ќе се предложат решенија за конечно завршување на патот. Ковачевски смета дека е неопходна и ревизија за начинот на проектирањето. Таа ревизија ќе покаже точно кои се елементите кои што предизвикале да има толкаво доснење на патот. Едно е ревизија која што би направила државната ревизија, меѓутоа исто така ќе треба да се направи во иднина и ревизија на проектирањето, која што практично е нешто што го прават специјализирани компании, за да се види точно зошто се има случувано доснењето, како тоа се појавувале свлечишта кои што не биле проектирани и постојано се одоговлекува работата со постојано гласање на нови анекси во собранието. Вице-премиерот Артан Груби пак во поглед на одговорноста смета дека треба да се започне кривична постапка. И да се започне и кривична постапка за погрешно проектирање, 11 нови свлечишта на Кичево-Охрид. Тоа е апсолутно неприфатливо. 10 години проект да се случува, но намерни грешки во проектирањето и бесконечно одоговлекување на проектите, тоа ги чини живот граѓаните. Колку само сообраќајки имаме на овој автопат, на овој пат подушен. И сега дали изведувачот, дали е проектантот, дали е надзорот, тоа нека го утврди јавното обвинителство, а политичарите да размислат во декември како ќе одлучуваат, но вака не може да се продолжи.
На конференцијата во Охрид, која е во организација на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора, посебна панел дискусија е посветена на автопатот Кичево-Охрид. Ставот на председателот на Сдруженијето за градежништво е дека автопатот предолго се гради, има премногу проблеми, дека административните и законските пречки со кои се соочиле на изградбата на автопатот биле огромни. Иницијативите наши ќе кажем уште еднаш преточени во конкретни предлоги ги доставувавме парцијално и на многу пати сме имале состаноци и со Министерството за транспорт и врски и со државното јавно претпријатие и сите проблеми сме ги разговарале, но сега решивме тоа да биде јавно, отворен тип, за да можете и вие и сите останати да се запознаете што тоа тамо се случуваше во минатите години. Изведувач на автопатот Кичево-Охрид е кинеската компанија Синохидро, а цената за негова изградба, која требаше да заврши во 2018-та, но со анекс договори рокот беше 3 пати продолжуван, од почетни 400 се искачи на речиси 600 милиони евра. Премиерот Димитар Ковачевски денеска заедно со првиот заменик на председателот на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и Ејуб Рустеми, директор на јавното претпријатие за државни патишта, присуствуваа на пуштање во употреба на патниот правец Подмолје Струга Ќафасан. Рехабилитацијата на државниот пат А2, односно делницата Подмолје Струга Ќафасан, чинеше скоро 8 милиони евра. Премиерот Ковачевски истакна дека оваа делница е од исклучително значење за овој регион, особено за поттикнување на регионалната соработка, за нови можности за економски врски, културни размени и врски меѓу луѓето на Северна Македонија и Албанија. Министерот Бочварски рече дека Министерството за транспорт и врски работи и на проект за рехабилитација на инфраструктурата на граничниот премин Ќафасан, како и поставување на нов видеонадзор. Во тек се интензивни зафати за реконструкција на специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид. Со зафатите за реконструкција на кардиолошкиот завод се очекува за околу 30% да се намалат вкупните трошоци на болницата. Вработените и пациентите во болницата за кардиолошки заболувања Свети Стефан во Охрид веќе ги почувствуваа ефектите од зафатите за нејзина реконструкција. Според зборовите на директорката на институцијата, доктор Елена Ковачевска-Башуровска, значајно е намалена потрошувачката на нафта, при што во моментов сосема доволно е централното грејење да биде во функција 2 до 3 часа во текот на денот. Значаен е фактот што топлината не се губи во објектот и покрај тоа што во моментов не е целосно завршена термоизолацијата на фасадата. Вработените се задоволни од работата на изведувачот на фасадниот дел од објектот, бидејќи со зафатите имаат многу поблагопријатни услови за работа, вели доктор Елена Ковачевска-Башуровска. Од Центарот за развој на Југозападниот плански регион, кој го координира проектот за реконструкција, велат дека се очекува за околу 1 месец целосно да бидат завршени работите за замена на вратите и прозорците со нова ПВЦ дограма, како и завршните работи на фасадата. Паралелно ќе течат и работите на кровот од објектот, при што најпрво ќе се извршат интервенции во подкровната конструкција, а потоа ќе биде поставен и нов покривач. Со овие зафати се очекува за околу 30% да бидат намалени вкупните трошоци за болницата во прв ред за грејењето, но и за потрошувачката на електрична енергија и вода. Доколку временските услови во следниот период се поволни, работите за целосна реконструкција на болницата се очекува да бидат завршени за околу 3 месеци, со што објектот ќе може да добие енергетски пасош, велат од Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Во реконструкцијата на болницата се вложени околу 15 милиони денари, при што поголемиот дел на средствата се добиени како грант од Швајцарската конфедерација и од централниот буџет на државата, а свое учество има и болницата и општина Охрид. Дел од средствата ќе бидат наменети за набавка на нова медицинска опрема, како и софтверски решенија, што ќе го подобрат секојдневното административно работење и следење на историјата на пациентите. Проектот за реконструкција на болницата му е одобрен на Центарот за развој на Југозападниот плански регион во рамки на грантовата шема за инвестициски проекти од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.
Охрид со низа настани свечености ќе го одбележи 7 ноември, денот на ослободувањето. Централната свеченост ќе се одржи во Младинскиот центар, на која ќе има обраќање на градоначалникот на општина Охрид Пецаков и на Гоце Георгиевски, представник на општинската организација на Сојузот на борци. Настанот ќе биде збогатен со културно-уметничка програма, информираат од локалната. Општина Охрид и Сојузот на борци со низа настани ќе го одбележат 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид. Свеченостите започнуваат на 6 ноември со промоција на книгата Детска градинка Јасна Ристеска, краток историјат за периодот од 1950 до 1990 година од доктор Никола Митровиќ. Промоцијата ќе се одржи во централниот објект на градинката Јасна Ристеска со почеток во 12 часот и 30 минути. На 7 ноември делегации ќе положат свежо цвеќе пред спомен обележијата од Народно-ослободителната борба. Дента својот патронат ќе го одбележи јавното предпријатие Охридски комуналец. Со почеток во 11 часот ќе се одржи Охрид Флај фестивал, проект на параглайдинг клуб Флај од Охрид на локации во Велестово, Вила Билјанини извори и градскиот плоштад во Охрид. Централната свеченост ќе се одржи во Младинскиот центар, на која ќе има обраќање на градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, обраќање на представник на општинската организација на Сојузот на борци Гоце Георгиевски, а настанот ќе биде збогатен со културно-уметничка програма. Во 17 часот во спортската сала Билјанини извори ќе се одржи свечена приредба по повод јубилеот 60 години од основањето на детската градинка Јасна Ристеска. Одбележувањето на денот на ослободувањето на Охрид ќе биде заокружено со 7 ноемвриски концерт на учениците од Основното музичко училиште Методи Патче во концертната сала со почеток во 18 часот и 30 минути. Трет хуманитарно-меморијален планинарски марш Трајан Целески Тачо, кој ќе се одржи во недела 5 ноември со почеток во 9 часот. Во недела 5 ноември ќе се одржи третиот хуманитарно-меморијален планинарски марш Трајан Целески Тачо со почеток во 9 часот. После 3 години од прераната смрт на нашиот брат Тачо, споменот за него не бледне. Неговата ведрина и дух се уште инспирација за многу од нас да се себе надминуваме, да помагаме. Традицијата нека се раѓа спонтано. Планинарски марш ќе има и оваа година. Истиот ќе започне во близина на неговиот дом, тоест на спортското игралиште Стобек во населба Видобишта, до манастир Свети Никола, Велгошти и назад, информираат организаторите. Посочуваат дека патеката е умерена и е во должина од 10 километри во двата правци, а водич на турата ќе биде Дејан Ангеловски, апсолутен шампион во планинско трчање кај нас и повеќекратен победник на меѓународни трки во скајранинг. Учесниците треба да си понесат вода, храна како и топла облека. Малолетните лица треба да се во придружба на возрастни. Секој учесник учествува на сопствена одговорност. Доброволни прилози ќе може да се остават во хуманитарните кутии на општинската организација на Црвен крст Охрид. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. УНИЦЕФ алармира поради зголемениот број смртни случаи на деца во појасот Газа. Апелира да престане убивањето. Наводно повеќе од 3450 деца си убиени, а бројките најверојатно се зголемуваат секој ден. Газа стана гробишта за илјадници деца. Тоа е жив пекол за сите, рече портпаролот на УНИЦЕФ Џејмс Елдер на брифингот за медиумите на Обединетите нации во Женева. Повеќе од 1 милион деца во Газа исто така имаат криза со вода. Капацитетот за производство на вода во Газа е само 5% од вообичаеното дневно производство. Смртта на децата, посебно доенчињата до дехидрација, е се поголема закана, додаваат од УНИЦЕФ. Кога борбите ќе престанат, трошоците за децата и нивните заедници ќе бидат на товар на идните генерации. Пред оваа последна ескалација, повеќе од 800.000 деца во Газа или 3/4 од целата нејзина детска популација беа идентификувани дека имаат проблеми со менталното здравје. Тоа е пред најновиот кошмар, се додава во текстот. Во име на сите 1,1 милион деца во Газа кои живеат низ кошмар, ни треба итен хуманитарен прекин на огнот, апелираат преку УНИЦЕФ жителите на Газа. Рускиот председател Владимир Путин потпиша закон според кој Русија ја повлекува ратификацијата на договорот за сеопфатна забрана на нуклеарни тестови, пренесуваат руските агенции.
Како што е наведено во придружните документи, усвоениот закон е изработен со цел да се воспостави паритет во однос на обврските во област на контролата на нуклеарното оружје. Законот влегува во сила од моментот на неговото официјално објавување. Претходно беше најавено дека Русија во случај на повлекување на ратификацијата на договорот за забрана на нуклеарни тестови ќе продолжи да доставува податоци од мониторинг станиците на радионуклеиди на нејзина територија и ќе добива податоци од меѓународниот систем за мониторинг. Сите инструменти од договорот ќе функционираат како и досега, само ќе се промени статусот на Русија според договорот. Исто така беше прецизирано дека Москва го задржува правото да ги продолжи нуклеарните тестови, но само како одговор на слични акции на Вашингтон. Договорот за сеопфатна забрана на нуклеарни тестови беше потпишан во 1996 година, а Русија го ратификуваше дури во 2000-та. Сепак некои земји како Америка и Кина се уште не го сториле тоа. Во исто време, државите кои поседуваат нуклеарно оружје доброволно се обврзаа да не вршат вакви тестови. Бразилскиот председател Луис Инасио Лула да Силва најави дека ќе испрати војска на најважните аеродроми и пристаништа во земјата и на границите за да ја зајакне безбедноста во обид да се бори против организираниот криминал во најголемата земја во Јужна Америка. Бразил ќе испрати 3600 армиски, морнарички и воздухопловни сили да ги засилат патролите и да ги надгледуваат меѓународните аеродроми во Рио и Сао Пауло, како и двете поморски пристаништа во Рио и пристаништето Сантос во Сао Пауло, кое е најпрометното пристаниште во Јужна Америка. Распоредувањето на вооружените сили е дел од поширокиот владин план, кој вклучува зголемување на бројот на полицајци во Рио, подобрување на соработката меѓу безбедносните служби и повеќе инвестирање во најсовремена технологија за собирање разузнавачки информации. Државните и федералните власти укажаа во последните недели дека планираат да ги задушат криминалните банди со кратење на нивните финансиски приходи. Невремето Кјаран денеска ја зафати Северна Европа со силни ветришта и дош однесе еден живот во Франција и ги стопираше аеродромскиот и железничкиот сообраќај и фериботите. Паднато дрво усмрти возач на камион североисточно од Париз, а 1,2 милиони домаќинства во Франција останаа без струја. Властите во Финистер, Бретања ги повикаа луѓето да останат дома за да избегнат ветрови кои достигнуваат брзина до 207 км на час. Брановите во северозападната француска провинција пораснаа до 20 метри. Бурата Кјаран, која пристигнува по бурата Бабет пред 2 недели, ја носи силна млазна струја од Атлантикот, донесе големи дождови и силен ветар кој веќе предизвикаа поплави во Северна Ирска. Во Велика Британија најпогодени се Каналските острови. BBC јавува дека на островот Гернзи биле уништени прозорци и покриви од куќи поради што семејствата барале за солниште во хотели. И блискиот југ на Англија беше погоден. Голем број училишта се затворени, а итните служби ги предупредуваат жителите да го избегнуваат брегот. Холандската авиокомпанија објави дека откажала неколку десетици летови од аеродромот Шипхол во Амстердам. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.